Дали сте подготвени да започнеме со решавање проблеми од геометрија? Во следните 3 видеа ќе откриеме 9 различни теореми за кружница. Јас сум нивен голем обожавател. Обожувам геометриски сложувалки. Пред да почнеме, треба да знаеме што значат овие зборови. Доколку не сте сигурни, прво гледајте го ова видео. Во ова видео ќе ги погледнеме првите 4 теореми кои се однесуваат на законитости внатре во кругот, а потоа во вториот и третиот дел ќе има многу тангенти и тетиви. Па ајде да започнеме. Еве ја првата теорема. Која е врската помеѓу овие два агли? Се надевам, можете да воочите дека аголот со теме во центарот е двојно поголем од соодветниот агол, чие теме лежи на кружницата. Тоа е првата теорема. Понекогаш, оваа теорема може да не е очигледна. Што се случува кога точката Б се движи по кружницата? Доколку видите ваков приказ, запомнете дека и овде централниот агол е двојно поголем од аголот со теме на кружницата. Иако приказот не ни изгледа нормално, како стрелка. Еве ја и теоремата 2, која се однесува на полукружница. Колкава е големината на аголот впишан во полукружницата? Аголот впишан во полукружницата секогаш има 90 степени. Тоа е теоремата 2. Доказот се базира на тоа што аголот впишан во полукружницата лежи над диаметрот кој минува низ центарот. Да споменеме дека бројот на теоремата воопшто нема значење. Теоремата со број 2 не мора да се однесува на агол во полукружницата. Го користиме само поради редоследот по кој ја прикажуваме овде, во ова видео. Еве ја следната. Што забележувате за нацртаните агли? Нив ги нарекуваме агли впишани во ист кружен одсечок и тие се еднакви. Овие агли се впишани во големиот кружен исечок. Оваа теорема можеме да ја формулираме и вака. Аглите на ист кружен исечок се еднакви. Подсетете се дека треба да користите еден од поимете агли впишани во ист кружен исечок или агли над ист кружен исечок или агли над ист кружен лак. Користете го оној кој полесно ќе го помните. Да се подсетиме, досега споменавме 3 теореми. Еве ја и последната од овој прв дел. Како видите оваа форма и што забележувате за неа? Има 4 страни, што значи мора да е 4-аголник. Бидејќи е внатре во круг и сите 4 темиња се на кружницата, го нарекуваме впишан 4-аголник. Сигурна сум дека ќе воочите дека спротивните агли имаат збир од 180 степени. Тоа е нашата 4та теорема и важниот дел кој треба да го запомните е дека сите 4 темиња мора да лежат на кружницата, за 4-аголникот да биде впишан 4-аголник. Сега следува тест. Дали ги запомнивте сите 4 теореми? Паузирајте го видеото, запишете ги и продолжете кога сте подготвени за проверка. Бидете сигурни дека користите соодветна терминологија. Дали ги запишавте сите и дали правилно ги користевте поимите? Еве 3 прашања во кои треба да го примените новото знаење од теоремите за кружница. Паузирајте го видеото, одредете ги аглите и притиснете продолжи кога ќе бидете подготвени да ги проверите одговорите. Како се снајдовте? Ги погледнавме првите 4 теореми во кружница. Погледнете ги дел 2 и дел 3, за да откриете уште 5 теореми кои се однесуваат на тангенти и тетиви и кои ќе не однесат надвор од кругот.